Густата магла која го покри главниот град предизвика проблеми во авиосообраќајот. Изутрината беа откажани неколку летови од меѓународниот аеродром Скопје. Не се реализираа полетувањата за Виена, Загреб и Истанбул. Од скопскиот аеродром полетеле само авионите до Гетеборг, Малме и Лондон. Откажани биле и слетувањата на 2 авиони од Виена и 1 од Истанбул. И вчера попладне и ноќеска поради магла и намалена видливост повеќе летови беа откажани или пренасочени кон други аеродроми. Поради маглата намалена видливост од 50 до 100 метри имаше и кај Тетово и Штип. Синоќа во Скопје видливоста беше помала од 10 метри. Густата магла која го покри градот ја зголеми концентрацијата на загадувањето на воздухот. Скопје и денеска е меѓу првите 10 најзагадени светски градови. Нивото на PM10 честички во воздухот е неколку пати над дозволената граница. Позагадени од нашиот главен град се единствено градовите Лахор во Пакистан, Калкута и Делхи во Индија и Дака во Бангладеш. Мерните станици синоќа покажуваат дека PM10 честичките во Скопје се многу повисоки над дозволената граница. Кај ректоратот беа измерени 228 милиграми на метар кубен PM10 честички, во центар 176, а во Бутел 128 PM10. Реагираат и од опозицијската ВМРО ДПМН. Велат дека владата и ресорниот заменик министер за животна средина Јани Макрадули се кријат, иако пред изборите ветуваа и го лажеа народот. Токму Макрадули и денес се уште го лаже народот со програми против загадувањето. Но во реалноста не се случува ништо. Нема проекти, се кратат средства и ништо не се прави со аерозагадувањето кое од ден на ден е се поголемо. Парите се трошат ненаменски и без никаков ефект. Во последните 3 години, според Државниот завод за статистика, во буџетот на Република Македонија се слеале околу половина милијарда евра од даноци поврзани со животната средина. Од тие средства, владата на СДСМ издвојува само 1,6 милиони евра за загадувањето на воздухот. А згора на тоа, бара уште пари од донации. Состојбата ни денеска не е подобра. Бројките од мирните станици и денеска се загрижувачко високи, барем на оние мирни станици кои работат. Мирните станици во Лисиче и Газибаба се надвор од функција веќе подолг период. Освен главниот град, високи PM честички има во Струмица, Битола, Тетово и Гостивар, а за нијанса помало загадување има во Куманово, Кичево, Кавадарци и Кочани. Властите освен препораки годинава не преземаат никакви конкретни мерки. На проблемот со енормното загадување на воздухот се реагира само сезонски, но очигледно ваквиот пристап не дава резултати.